вечер уште еднаш. Со нас во студиото е Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, кој вечерва ќе одговара на моите, но и на вашите прашања што ги поставивте на нашата Facebook страничка. Добро вечер, благодарам што дојдовте во оваа топ тема на ваша страна. Добро вечер и благодарам на поканата, секојаш е чест задоволство да видам дел од Телма телевизија. Да, не сте прв пат овде. Не сум точно. Меѓутоа темата е различна. Секојаш се различни темите, кога сум овде. Господине Мицковски, кога се подготвував за ова интервју, се обидував да ги извадам или да ги прочитам повеќето ваши изјави дадени во последната година, а се однесуваат на прашањето за името или на референдумот. Не е лесно, ги има многу, меѓутоа забележав дека речиси да нема реченица каде што не велите ако ме прашувате кој е нашиот став за името, тоа е непроменлив. Например, мојот став е непроменлив, се речениците со кои најчесто почнувате кога зборувате за името и за референдумот. Од друга страна, бидејќи ви кажав дека прочитав повеќе изјави, најдов барем 5 изјави каде вашиот став кон прашањето за референдумот се разликува. Иако ја почнувате повторно реченицата со мојот став не се разликува. Кој е вашиот став за прашањето за референдумот? Дали ќе излезете на референдумот или нема да излезете на 30-ти? Кој е вашиот став денеска на 24-ти? ВМРО-ДПМН има прилично јасен став, дециден, концизен, повторен во многу наврати во минатото. Еве, ќе се обидам овој пат да истиот го повторам во оваа денешна емисија, и тоа е дека ние не можеме да поддржиме нити да прифатиме промена на уставот, а со цел промена на уставното име. Понатаму тоа е прашање за уставот. И со тоа се согласувам дека ви е конзистентен ставот и го има во програмата на ВМРО-ДПМН. Во втора фаза, меѓутоа прашањето за референдумот. И вие останувате на ставот за името. Да, вашиот став е дека не сакате промена на името, не сакате уставна промена. Сега ве прашувам за референдумот. Кој е вашиот став за излегување на 30-ти на референдумот, да гласате и против, да го поништите ливчето? Како сакате? Да, дали ќе во излезете? втора фаза, откако се случи договорот и откако истиот го добивме, и откако направивме детална анализа за содржината на договорот, истиот го квалификувавме како капитулантски. И потоа дојде третата фаза, кога се формираше така нареченото референдумско прашање, каде што повторно се обидувавме да апелираме за разум, едноставност, еднозначност и така натаму. Повторно бевме брутално изигнорирани и одбиени од страна на владеачкото мнозинство. Рековме дека ова прашање е повеќе значно, е спротивно на законите, спротивно на уставот, но и е спротивно на документот кој е препорачен од страна на Венецијанската комисија, се однесува на организирање референдуми и прашања кои што би биле дел од тие референдумски изјаснувања, каде што јасно стои дека тие прашања треба да се еднозначни и да не ги збунат, односно манипулираат гласачите кои што би се изјаснени. Тоа значи дека ќе го игнорирате прашањето и немате да одите на референдум? Не, сега иде четвртиот период, а тоа е летото за Македонија, кога веќе све беше познато, го имаме договорот, имаме референдум, имаме референдумско прашање, кои што ни беа како навигација во градењето на ставот. Дојде лето за Македонија, каде што ВМРО-ДПМН на терен, заедно со, сега можам да кажам, веќе 100.000 семејства ширум Македонија, добиваше повратен ефект на прашањето за референдумот и референдумското изјаснување. И врз основа на тоа дојде понатаму петата итерација, тоа беше консултација со пратеничката група, консултација со структурите на партијата, како што се општинските комитети, како што е извршниот централниот комитет, како тело кое што е највисоко структурирано во партијата, и врз основа на ставот кој што таму се носи, ние го прифаќаме како партиски став. Имајќи ја предвид целокупната оваа навигација во овие 5 итерации, започнувајќи од првата па се до последната, ВМРО-ДПМН донесе став да им препорача на партиските поддржувачи, членството, граѓаните на Република Македонија да на 30 септември одлучат како ќе постапат според сопственото убедување. И тоа е вашиот одговор, вие лично како ќе постапите на 30-ти? Па, видете, имајќи ја предвид целокупната навигација, ќе го повторам она што сум го кажал веќе во неколку наврати во минатото, ќе треба да почекаме да дојде таа недела 30 септември. Ајде да ве потсетам јас. Во јуни, кога била фазата на собирање на импулсите од граѓаните. Мојот став е непроменлив. Референдум кој не е задолжителен, ВМРО-ДПМН нема да го признае како волја на народот. Претходно, во првиот круг
Ако ме прашувате кој е нашиот став за името, тој став е непроменет. Нашиот став е дека ниту една промена на името, ни едно решение кое евентуално би било од некаков договор, што ќе се постигне, нема да биде одобрено пред да претходно биде прашан народот, односно на референдум. Сте напоменале дека вие сте против промена на името, но дека ќе останете на тој став и во иднина. Точно. Затоа правам дистинкција. Вашиот став и односот кон договорот, кон прашањето и кон името е непроменлив. Вие сте против. Можам да сублимирам. Вашиот став кон референдумот е променлив. Не би се сложил, ќе ми простите, но не би се сложил со вашата констатација, за жал. А ќе ми дозволите да објаснам зошто не би се сложил. За време на последната лидерска средба, која што имавме во клубот на пратеници, кога дојде на дневен ред прашањето за референдумот и какво ќе биде прашањето на тој референдум, односно во прва фаза требаше да се преговара во тоа дали тој да биде консултативен или задолжителен, а во втора фаза и прашањето кој што ќе биде составен дел од тој референдум. Многу прецизно и многу јасно предложивме прашање кое што е во согласност со ова што вие го кажавте, а тоа е дека доколку се постигне било какво решение, тоа решение мора да биде дел од референдумско изјаснување на граѓаните на Република Македонија. Но за жал, тој предлог кој што ВМРО-ДПМН на таа лидерска средба го даде, а се однесуваше исклучиво на тоа решение, односно на договорот постигнат во Нивици, беше отфрлено од страна на владеачкото мнозинство во тој момент и неприродно на договорот му се приклучија уште два други атрибута, а тоа се Европската унија и НАТО. Во тој момент замоливме за трпение да не брзаат со одлуката, затоа што на овој начин ќе се воведе забуна кај гласачите во Република Македонија, односно ќе имаме погрешно наведување на истите, бидејќи ние од секогаш како политичка партија, всушност тоа било и дел од нашата програма, сме се залагале за прашање кое што ќе биде, ако се постигне решение, да тоа решение биде дел од референдумското излагање, но за жал во овој случај тоа не е, бидејќи граѓаните покрај договорот имаат уште два други атрибута кои што неприродно се приклучени кон договорот. Вие во тој момент го менувате ставот, всушност она што го кажавте дека ќе излезете на гласење и ќе бидете против во првичната изјава, се менува заради ова што го кажавте. Јас ќе бидам повторно прецизен. Ако сте се подготвиле, ќе знаевте дека прашањето од страна на новинарот на таа пресконференција беше доколку договорот биде на референдум, што ќе направите ви? И јас тогаш реков, ќе излезам и ќе гласам против, што всушност му го кажав тогаш и на Зоран Заев, но и на мнозинството парламентарно за време на таа лидерска средба во клубот на пратеници, дека ако нашето прашање, кое што гласеше, вашиот став за договорот подпишан од страна на МНР Димитров и МНР Коцијас, тогаш и тогаш таму и таму, за и против, го прифатите со едно значење, без да биде повеќе значно да го поврзувате неприродно со атрибути кои што нема потреба да ги поврзувате, бидејќи во Македонија е јасно дека граѓаните се изјаснуваат за членство во Европската унија и НАТО и тука нема никаква дилема. Чекайте вака сега. Бидејќи рековте дека ако сум се подготвувала, само да дозавршам тезата, ако ми дозволите. Добро, само уште 93-та година Македонското собрание носи одлука да Македонија се приклучи кон НАТО алијансата. 18 февруари 2018 година Уставниот суд, одлучувајќи по представка која што ја поднесува именувано лице, одлучува дека таа е конечна и дека е согласно Уставот и дека не е потребно дополнително референдумско изјаснување по тоа прашање. Што значи дека имаме и правен аргумент зошто ова прашање кое што е дел од референдумот што сега треба да се одржи на 30 не е во согласност со конзистентните политики на ВМРО-ДПМН, моите политики како Христијан Мицкоски и е поврзано со два други атрибута кои што мислам дека нема потреба да се поврзуваат со договорот. Бидејќи вие така милувате на новинарите да им спуштате дали се подготвени, дали се на квиз и слично, кога ви ја спомнав програмата на ВМРО-ДПМН на 253 страница точно пишува каков би бил односот на партијата кон референдумот. Точно, на 200... Како пишува точно? Еве вака, пишува дека ВМРО-ДПМН има еден воведен пасус дека сме за евроинтеграција и така натаму, потоа вториот пасус вели дека ВМРО-ДПМН нема да прифати промена на уставот со цел промена на уставното име, потоа има еден трет пасус каде што вели дека ако се постигне евентуално решение
и се постигне договор, истиот ќе треба да се даде на, нема да дозволи политички елити да одлучуваат и така натаму, и истиот тој ќе биде даден на референдумско изјаснување. Во нашиот случај, ние немаме договор, ние имаме изјаснување. Без претходно за тоа да се изјаснат македонските граѓани на референдум, а притоа мнозинството од граѓани кои ќе излезат на референдум да се согласни со можното решение. Значи, овдека не пишува додавки, нема додавки каков референдум. Значи, ова го има во речиси секоја програма на ВМРО ДПМН, ја верувам дека и на митинци сте го зборувале. Точно, токму за истото зборуваме, јас истото и го зборувам, доколку прашањето кое што беше дел од овој референдум се однесуваше исклучиво на договорот, а не природно се припоја уште два атрибути, а тоа се Европската унија и НАТО, кои што рековме за НАТО, поготово нема никаква потреба, тогаш ставот на ВМРО ДПМН е дел од нашата последна програма реално. Да, и велите членството во Европската унија и НАТО ќе значи додадена вредност како за нашата, така и за регионалната стабилност, политичко заедништво и економски развој. Точно, и тука немаме никаква дилема, ние значи, се уште стоиме на тој став. Значи, јасна е програмата, зошто вие не се државте еве точно на ова што сте го напишале. Тука не објаснува ни за прашањето, ни за тоа дали е обврзувачки референдум, дали е консултативен, ниту тоа ако се постави вакво прашање сакаме, ако се постави онакво прашање не сакаме. Па еве зошто едноставно ќе морам да го иронизирам тоа, како што тоа го кажувам во многу наврати во минатото. Ако е тоа така, ајде да поставиме друго прашање, дали сте за просечна плата од 2000 евра? Ама сега вие хипотези ми кажувате. Не ви кажувам хипотези, ви кажувам реалности кои што може да се извлечат со паралела со ова што денеска го имаме како референдумско прашање. Јас се држам за програмата која што сте ја представиле пред вашите гласачи, која ја гласале луѓето на парламентарните избори, беа 435.000. Скоро близу 450, 448, јас сум сгрешила со некоја бројка. Значи, луѓе кои што со години верувале во програмата, каде што нема или. И точно ќе биде несериозно ако ние таа страна, 234-та страна која што ја цитирате, ја промениме од тоа што таму е напишано. Ама нема или. Ама многу јасно е ли? Нема да дозволиме политичките елити да одлучуваат за вакво прашање и доколку имаме точно и доколку имаме решение, тоа решение ќе иде на референдум. Зошто тоа решение не беше пред некој ден слушаме. Значи само да сублимираме за да бидеме јасни. Да. Вие сметате дека постојаното прашање и договорот не е договор и не е решение и не заслужува да биде на референдум и затоа не би отишле на референдум? Не мислиме, ние мислиме вака, еве ќе го повторам уште еднаш она што ние го мислиме и што јас го говорам изминатиот ден, но и што го говорат официјални лица од партијата. Ние имаме прашање кое што еден од трите дела на прашањето се однесува на договорот, а другите два дела се неприродно поврзани со третиот дел, а тоа се Европската унија и НАТО, зашто граѓаните во Република Македонија и сите посериозни политички партии одамна акламативно се изјасниле дека се за. И тука немаме никаква дилема. Впрочем, ви дадов еден правен аргумент каде што Уставниот суд на 18 февруари оваа година вели нема потреба референдумско изјаснување за членство во НАТО, бидејќи одлуката донесена 93-та година е сосема доволна. Добро, каков е вашиот однос кон референдум? Еве сега ќе дојдеме и до тоа прашање. Заради тоа, ние мораме да се однесуваме сериозно, би биле несериозни политичари кога би правеле компромис со нашите ставови за да бидеме допадливи. Ние сме принципиелни, честни, искрени и велиме ова решение требаше да биде дел од референдумското прашање. И јас веднаш, истиот момент, доколку договорот беше ставен на референдумското прашање, само договорот зборам, односно решението кое што е постигнато, ќе го поддржав она што претходно во јуни месец вие го цитиравте од таа пресконференција, ќе кажав да, излагам и ќе работам на тоа да ги убедам граѓаните да излезат и да гласат против. Сега, вчера имавме една изјава од пресцентарот на СДСМ, каде што вели кога сакале можеле христијан да го поведат и ВМРО ДПМН на избори. Еве им, тоа им беше можноста, ако го прифатија нашиот предлог, кој што ќе се однесуваше исклучиво само на референдум, на договорот, односно решението кое што го потпиша владата на СДСМ со нашиот јужен сосед, ќе ги вкрстевме аргументите нашите против, зашто овој договор не треба да биде прифатен, спротивно. Ама легитимно и сега тоа го правите, ви на пресконференција денеска поставивте прашања. Значи тоа не е спорно. Спорен е односот кон прашањето дали ќе излезете или не на референдум и како лидер, дали членството од 450.000 барем не, тоа се гласачите, членството е 3 пати помалку официјално. Значи дали гласачите ќе им дадете конкретен одговор, што и вечерва ви го барам. Еве, да ве потсетам направивме еден сублимат на различни изјави по ова прашање, па да ве потсетам што се рековте кога беше поставувано прашањето каков е вашиот однос кон референдумот, дали ќе излезете на референдум или не.
Кој е Христијан Мицковски да му каже на народот што треба да прави? Да се обидува да го замајува со скапи маркетиншки трикови и странски пиар советници. Кој ми го дал мене тоа право? Јас како Христијан Мицковски на тој референдум ќе гласам против овој така наречен договор. Ако водам, следете ме. Ако се двоумам, потурнете ме. Ако ве предадам, убијте ме. Да некоја страна им залепи луѓе кои што ќе ги контаминираат. Тоа, вака посликовито да изгледа за гледачите, ја би го опишал како едно буре со најубавата, најпитката вода на светот, најчистата вода на светот, кога ќе им ставате на лажица фекалија. И не повикувате меѓу редови на бојкот? Не. Ние нема да наметуваме партиска агенда, туку ќе учествуваме во дебата, исклучиво презентирајќи факти и аргументи кои сме длабоко убедени дека се на нашата страна. Доколку овие две точки бидат успешни на референдумот, тогаш ваши пратеници и ви ќе да ме гласале за уставните измени? Партијата ќе донесе ставот ќе биде јасен на јавноста, но тогаш нормално дека за нас и како и за целата македонска политичка јавност референдумот ќе биде успешен. Нема тука што. Ако бидат исполнети овие два услови. И тука нема дилема. Еве накусо сублимат од вашите изјави, кои што ги покажуваат ставовите ваши низ месециве поставени за прашањето за референдум. Точно, и тие ставови се од самиот почеток до последниот прилог што го дадовте, конзистентни, јасни, прецизни, гласни. И врз основа на што се конзистентни, јасни, прецизни и гласни, ако првин добро рековте и објаснивте зашто првин сте рекле ќе излезам, па сум против. Потоа кажавте дека волјата на народот ќе ја почитувате и тука имавте исто така еден контрадикторен став. Секој ќе постапи слушајќи го своето срце и да постапи според својот разум. Едно се емоциите, друго е разумот. Некои го водат емоциите повеќе, некои разумот, заедно да се спојат многу е тешко. Па во психологијата не е баш така, но добро. Еве во математиката не верувам дека е така. Во математиката нема емоции, има факти. Потоа кажавте кој сум јас да му кажам на народот што да прави, а кажавме дека сте лидер на најголемата опозицијска партија, не може да кажете кој сум јас на народот што да прави. Во однос на бојкотот, кажувате како едно буре со најпитка вода на светот, најчиста вода на светот, кој ќе им ставите лажица фекалии, лажицата фекалии, да преведам, се оние кои што на почетокот и до ден денес како заговараат бојкотот. Точно. И каде е тука разликата? Каде од тука е Христијан Мицковски? Кој е Христијан Мицковски? Прилично јасно е сето ова што сега го прикажавте. Повикавме на дебата, не се озваа на дебата. Добро, тоа е друго прашање. Сега зборуваме за сите ваши различни ставови. Значи ова што беше прилогот да не го коментирам сега. Не, коментирате го, ама сега немаше врска со дебата и со дуелот. Дадовте дел каде што повикувам на дебата, повикавме на дебата, не се озваа на дебата, еве утре во оваа просторија ќе дебатира премиерот со двајцата своји најблиски соработници или во некое друго студио, не знам. И ќе слушаме што треба. Одлуката дали некој ќе дое на дуел или не е одлука на тој лидер или на таа. Нема, ако ми дозволите сега да ги објаснам ставовите. Значи дуелот не ми беше прашањето, туку вашите ставови што ги изнесовме. Ако се одважа на дебата, ќе дебатиравме, не се одважа на дебата. Еве со вас дебатирам. Да, јавноста сака да знае. Вие дебатирате со мене заради јавноста. Да, ама вие дебатирате во име на јавноста. Јас велам, повикувам на дебата да седнеме со политичкиот конкурент и да дебатираме на... Да се фокусирате од конкретното прашање и изјавите што ви ги поставив, а се однесува на разликите. Сакам само да ми дозволите да ви дадам одговор, ако може. А одговорот е, пошто повикувам на дебата, логично е со политичкиот конкурент да дебатираме за нашите спротивни, односно нивните ставови. Многу е просто и многу едноставно политиката, тоа е дебата. Сега бидејќи со јавноста дебатирате, со јавноста и еве сега и на јавноста да го појаснам што сум сакал да кажам кога велам на дебата. Понатаму, кога велев, ако договорот биде дел, како што кажувам на изјавата на референдумот, и ќе го повторам тоа, ако договорот беше дел од прашањето, кој што ќе беше еднозначно, кој што ќе беше прецизно и ќе се однесуваше исклучиво и само на тој договор, еве и сега ќе го повторам јавно, јас, истиот момент, ќе излезев и ќе повикав, луѓе излезете, гласајте против, бидејќи овој договор е штетен заради тоа, тоа и тоа. Или, ако претходно ВМРО ДПМН беше во процесот и ако
бевме запознаени со тоа како се развиваше процесот, ако знаевме дека овој процес всушност не е спас на кариерата на Зоран Заев, тогаш ќе имавме можеби поинаков став, ако имавме некое подостоинствено решение и така натаму. Ставот е многу јасен и прецизен, а тоа е дека сите граѓани во Република Македонија според собствено убедување треба да донесат одлука на 30 септември во недела како ќе постапат, еве како што вие кажавте, слушајќи го срцето и расудувајќи според својот разум. Според мене е нелогично. Ајде да се вратиме. Ако може да го документирам прилогот сега. Добро. Еве сакав да ве прашам како едно буре со најпитка вода на светот, најчиста вода која ќе им ставите лажица фекалии. Кога ве прашаа дали сте за бојкот, велите не. Имаме луѓе кои што се опортуни на политиките на оваа власт во Република Македонија, кои што природно се револтирани, не веруваат на институциите кои што ги предводи СДСМ и Зоран Заев. Тоа се луѓе кои што навистина имаат гнев на собрано од себе на начинот на кој што Зоран Заев ја води политиката, ја води државата и СДСМ во изминативе година и пол, не веруваат дека ова може да биде кредибилно референдумско изјаснување и нормално е како резултат на тоа неверување на тие институции кои што ги предводи СДСМ и Зоран Заев да го изразат сопственото мислење и став на начин на кој што ќе премолчат и ќе абстинираат на тој ден. И ја велам, и сега се обидува некој со лажица полна фекалија, како што рековме, да ги контаминираат. Тоа е онаа група на луѓе кои што ова честна, искрена идеја за абстинирање врз основа на сите овие принципи кои што веќе ви ги кажав, се одлучиле да абстинираат, се обидува да ги гушне непринципиелно, бидејќи тој пристојно не може да го разбере нивниот револт, а природно не припаѓа во таа средина. Сака едноставно да ги злоупотреби нивните честни намери. Тоа е групата која што ќе одлучи да абстинира на 30 септември. Имаме група на луѓе кои што исто така во тоа интервју, но еве ќе се обидам во вашата емисија да го повторам, се опортуни на овој договор, знаат дека е штетен, дека е капитулантски, дека не носи добро на Македонија, напротив, дека не представува никаква гаранција за Република Македонија. Свесни се дека овој договор всушност представува влог, како што би рекол Зоран Заев, all in со националните интереси со државата на Република Македонија, а при тоа не добиваат гаранција дека ако ова све помине, дека навистина ќе дојде подобар живот, дека Македонија навистина ќе зачекори кон подобри днина, но од себе си разбирливи причини се одлучуваат да бидат тивко мнозинство. Имал гранапче, имал некаков бизнис поврзан со државата, работи во државна, работи во локална самоуправа. И тоа ако може да го докажам ставот. Тоа се група на луѓе кои што се опортуни и најверојатно на 30 септември, ден претходно или на самиот ден ќе одлучат дали ќе се приклучат кон групата што ќе абстинира или ќе излезат и ќе гласат против. Вие сте во таа група. И имаме една мала група. Вие сте во таа група. Не е одговорно јас да Па не кажавте и дека на 29 ќе кажете чекаме на 30. Не коментирам различно тоа што сум го коментирал. Ви реков ќе почекаме на 30 ќе видиме јас во која група сум. Значи не сте во таа група. А овие кои што се најмалата група се оние кои што се всушност поддржувачи на сето ова кое што го прави Зоран Заев, поддржувачи на орбитираат околу СДСМ политиките околу Зоран Заев и отприлика тоа би било на гласачко тело кое што денеска го има Република Македонија, е поврзано со референдум. Ако луѓето кои се приврзаници на ВМРО ДПМН, членови блиски до ВМРО, излезат воопшто на референдум, се блиски на СДСМ? Не. Од и овие двете опортуни групи, првата што ќе бојкотира, втората што е неодлучна, а на која вие уште не и припаѓате, се уште не го знаеме во вашиот став на која група и припаѓате, и третава е всушност дефинираната група која што можеби ќе биде против референдумското прашање, можеби ќе го пречкрта ливчето. Значи ли тоа дека се со СДСМ, ако воопшто излезат на референдум? Не, јас не го реков тоа. Јас реков за граѓаните зборував. Кои се овие граѓани што ќе излезат и ќе пречкртаат? Не. Јас не зборував за оние поддржувачи на ВМРО ДПМН, за членството на ВМРО ДПМН. Кога би зборувал за нив, тогаш ќе мора да почекаме на 30, инаку генерално тие се оние луѓе кои што ќе одлучат и да абстинираат, но и луѓе кои што ќе одлучат да излезат на овој референдум и да гласат против. Отприлика тоа е она големо мнозинство кое што ќе се спротивстави на она многу мало малцинство кое што ќе се одлучи да го поддржи овој референдум. Тоа е отприлика. Зошто ВМРО ДПМН, ако не се допаѓаше договорот, не излезе веднаш со ставот бојкотира? Зошто не излезе веднаш со ставот против?
Зошто не излезе со кампања против? Ајде ќе се вратам на почеток од емисијата, доколку прашањето кое што беше на референдумот беше исклучиво оваа хипотеза со цело време фокус што на... ми ја повторувате. Не ви ја повторувам сега, па не сериозно како ја ќе во една се емисија дојдеше во 17 до пати да решение сменам ако мислење. нема предлог за промена на името? Тогаш немаше потреба да воопшто... Простете, ако може прашање. Значи, направен е договор, така како што е направен со сите критики од вас. Дојдено е до референдум, поставено е референдумското прашање. Стигнато е до некаде. Точно. Процесот се одвивал, дошло до тука. Точно. Нема враќање назад. Нема враќање, точно. И па тогаш, која е поентата на референдумот ако не е во прашањето и прашањето за промена на името? И тогаш... Не може да го елиминирате. И тогаш доаѓа, стапува на сцена, рековме, четвртата и петата итерација, консултација со во рамките на работното лето или лето за Македонија, консултација со структурите на партијата, консултација со пратеничката група, извршниот комитет, централниот комитет и врз основа на целата таа навигација од моментот кога е поставено референдумското прашање и од кога е дефиниран референдумот, ВМРО ДПМН излегува со позиција каква што излегува. Затоа што имаме ние низ аргументи и зашто велиме зашто овој договор е капитулантски, зашто е штетен и зашто овој договор не носи подобрина за Република Македонија. Имате потполно право да го критикувате договор. Точно, во рамките на таа дебата, гледаме нешто важно. Значи, имате потполно право како тоа. партија, како лидер да го критикувате, да гласате против. И во Брекзит беше така. Едни беа за, други беа против. Немаше вакви како вас што чекаа. Па не би рекол, и мал број беа. Меѓутоа, и легитимно е да бидете така, легитимно е да критикувате. Меѓутоа, не би рекол дека немаше такви што чекаа. Ако во досегашните Нема да бидеме прецизни, не би рекол, мислам дека имаше такви. Ако во досегашните договори немало начин да се најде решение за влез во ЕУ и НАТО. Сега е направен обид за решавање на спорот со името заради влез и во ЕУ и во НАТО. Всушност, и Грција се обврза дека ќе ја симне забраната на некој начин, ги кажувам попросто работите да разберат луѓето, доколку се реши со спорот за името. Сите дипломати не кажаа како да гласат луѓето, меѓутоа ги повикаа да гласаат, затоа што е тоа пат до Европската унија и НАТО. Сакате да кажете дека сите тие напори и сите оние што дошли тоа го кажале, наопаку ја кажале работата затоа што вас не ви се свига до формулацијата на прашањето. Нелогично е, според мене, ова што видете, заборавате дека сите тие, или најголемиот дел од нив, да не речем, има и со мене билатерални средби, ние разговаравме и нормално е да имавме аргументи за или за против. И знаете и вие што е целта на нивното доаѓање? Еве вака ќе се обидам јас да ви одговорам, ако ми дозволите, на начин на кој што е реалноста поврзана со овој договор и иднината на Република Македонија. Кажете ми... Не, сега јас поставам прашање, вие ми одговарате. Во ред, еве, јас кој ќе го поставам ќе биде риторичко прашањето, ама не ме прекинавте, но ајде еве ќе се обидам да ретерирам наназад. Ниту еден било кој сериозен политичар не вели вака. Јас ви гарантирам дека ако овој договор биде ефективен, Република Македонија ќе биде, или како што ќе биде ако биде ефективен овој договор, ќе биде еден дел од Европската унија, доколку согласно мерит системот вие ги исполните сите други критериуми. Или да преведам, дека никогаш повеќе Грција нема да го користи своето право за политичка блокада од себе разбирливи причини. Никој не ви го гарантира. Тој не вика. Тоа никој не го гарантираше ни во случајот Словенија, Хрватска, значи никој не го гарантира тоа. Видете, ние врз основа на исклучоци мораме да влечеме паралели, искуствено да реагираме. Ако ние во случајот Хрватска и Словенија знаеме дека тоа никој не го гарантирал, но ако имаме случаеви на 20 други земји во Европа кои што ако по мерит системот ги исполниле сите критериуми станале членки на Европската унија, тогаш ајде да направиме симбиоза од тие двете. Еве, јас сум внимателен како човек и како политичар и велам вака. Еден политичар нема во Европа кој што ќе ви рече овој договор е ваша влезница во Европската унија доколку вие по мерит системот ги исполните сите критериуми. Значи знаеме и ние кај што треба да прави Македонија за да влезе во Европската унија. Ако знаеме, тоа преведено би изгледало вака. Подпишува некој договор, се коцка со интересите национални на самиот кажува на митинг, ја не го измислувам ова вчера, го слушавме, вели се коцка фолин со интересите на народот, сите кечеви во рака, како беше изјавата од вчера, се коцка со интересите на народот, фрлив све на една карта, а со цел да го обела моето приватно досие, да можеме плюс неколку десетици милиони евра да завршат во семејните компании, да имам понатаму живот на како што јас сум навикнат да имам живот, привилегии или така натаму, или со една реченица вложи се што има Македонија,
за да може да ужива привилегии и бенефити он и неговото семејство. Без притоа Македонија и граѓаните да имаат реална гаранција дека еден ден навистина ќе живеат подобро. Еве, сега се сложивме со вас дека овој договор не представува гаранција и покрај фактот само сакам да кажам дека и дипломатите и денеска имаше изјава. Ќе го мериме воздухот, колку е чисто во Македонија, значи многу работи зависат за никој не е свесни се луѓето дека треба да се заврши домашната ние имаме документ задача на маса кој што вели вака. Ако јас сите се свесни дека домашната задача мора да се заврши. Точно, за да влезе во Европската унија. Точно, и ние велиме ако ја завршиме таа домашна задача. Еве, кажете ми, дали ако ја завршиме таа домашна задача, ни гарантирате дека ќе влезе во Европската унија? Добро, Христијан Мицковски, ако бевте вие во позиција на решавањето на ово прашање, која ќе беше гаранцијата па на вашиот договор? Ме разбирате, хипотетички ако зборуваме, ништо не е гаранција во животот. Па еден брак ќе склопите, па не е гаранција дека нема да се разведете. Видете, Лупевска, јас не зборувам хипотетички за воиднина, јас зборувам за моменталната ситуација. Имаме договор на маса и велиме, го прифаќаме договорот. Дали вие гарантирате дека ако ние си ја напишеме домашната задача, еве како вас да се изразам, односно сите оние услови кои што се помери системот неопходни да Македонија биде членка на Европската унија и нема понатаму Грција никогаш од политички причини да не блокира, дали ќе бидеме дел од Европската унија? Дали гарантирате? Мицковски, дали вие мислите дека ќе помине договорот? А знаете зошто е не? Може да не помине. Сега ќе кажам зошто не. Доколку помине во Македонија, може во Грција да не помине. Уште во преамбулата самиот по себе се повикува на многу документи, како што е впрочем и по велбата на Обединетите нации, каде што не треба да има помеѓу две држави мешање во внатрешното уредување и така натаму, е контрадикторен, бидејќи самиот тој ја крши таа повелба, бидејќи ако не е мешање промена на устав, тогаш не знам што е мешање во внатрешно. Јас не сакам да навлезам во материјална расправа за договорот, затоа што од ваша страна е легитимно да го критикувате. Да им објасниме. Значи јас вие рековте се јавноста. Знаете во кој случај е легитимно ова да го објаснувате? И јас сум опозиција, така? Вие се представувате како јавност, јас го почитувам тој и сакам да одговорам на јавноста. Знаете ли кога ќе биде легитимно да разговараме за тоа? Сакам со јавноста да разговарам. Знаете кога ќе биде легитимно? Кога вие ќе кажете каков став имате. Ако имате став против договорот. Нашиот став е И ако имате став тоа дали на 30 вашите членови, симпатизери, треба заради тоа што вие ќе објасните дека не чини во договорот и сосема легитимно да објасните, не треба да излезат на референдум во ред или треба да излезат и да гласат против во ред. Дека ја се обидувам да дебатирам со јавноста, вие сте представник на јавноста. Еве договорот е на маса, ајде на граѓаните да им ги покажеме сите предизвици на овој договор, дали овој договор ако утре биде ефективен е гаранција за нивното подобро утре. Ако вие во наредните 10 минути тоа го објасните, значи дека ќе ги повикате да гласаат против договорот. Гледаме порака граѓаните по сопствено убедување ќе се одлучат како ќе постапат на 30, ама мое право е како опозиција, најголема политичка партија, како председател, повикам на емисија каде што другата страна јавноста, бидејќи немам честа да биде владеачкото мнозинство, да ја објаснам на јавноста дали овој договор на нив им гарантира подобар живот или не им гарантира. Пони нека одлучат дали утре ќе абстенираат, дали ќе излезат ќе гласаат за или ќе излезат и ќе гласаат против. Ние мора на јавноста честно, принципиелно, искрено да им ги представуваме. Се плашите ли да им кажете дека ако е лош договорот и дека треба да гласаат против? Што е тоа што ве сопира да не го кажете? Напротив, ја нити се плашам, напротив се чувствувам себе си и сум го докажал тоа во животот како прилично храбар човек. Но ајде да се вратиме на договорот. Договорот е апсолутно документ кој што не им гарантира на граѓаните никаква подобрина ако бидат исполнети сите овие услови кои што се дел од домашната задача. Никој од другата страна вас не вели, ви гарантирам дека никогаш повеќе Грција нема да ги користи незините политички мускули и да ја спречува Македонија во незиното интегрирање во Европската унија. И знаете уште што е потешко? Со овој договор ние самите се откажуваме од сите оние предности кои што сме ги имале во минатото, а тоа се резолуцијата на Обединетите нации, времената спогодба и од 2011-та Хашката пресуда. Што значи сега тоа? Ако во еден момент Грција одлучи да ги примени незините мускули во процесот на преговори на Македонија со Европската унија, тогаш ние веќе ќе немаме аргументи каде да се пожалиме, бидејќи тој судија ќе ни рече, вие сами сте се откажале со овој договор и аргументи. Нема што сега да доаѓате тука да се тужите со нас. Тоа е тоа. Што ќе се промени? Од статус на кандидат ќе станеме земја преговарач. Тезата ми е Лупевска. Некој преговараше за нешто што не е во можност да го испорача, само за да може да си го спаси сопственото портфолио лично, да ужива привилегии,
а при тоа граѓаните да не добијат никаква гаранција за подобрина. Тоа е суштината. Можам ли ја да бидам против овој договор? Демократско мое право е да бидам против, можам ли ја да абстинирам? Затоа ве оставам да објасните. Демократско право е да бидете против договорот. Демократско право е. Дајте луѓето да слушнат вистината. Не е вистината бесплатно здравство во Европската унија, не е вистината бесплатно образование, а во позадина имаме 36 милиони евра тендери, имаме криминални иновации, имаме лета вас како лидер на опозиција кој ќе дојдете во студиото да го напаѓате премиерот, тоа е сосема легитимно. Меѓутоа е легитимно да објасните и каков е договорот според вас и ве оставив да објасните. Додека македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија гледаат убави, фенси реклами на телевизија, како ние имаме бесплатно образование, нашто да рече најубав универзитет ќе направиме Македонија. Има неколку сегменти. Не, логично е. ВМРО ДПМН беше во опозиција да го реши проблемот, не го реши. Видете, претпоставам мојот претходник е слободен човек, викнете го, поразговарајте и со тој претходникот, поразговарајте зошто, како не го решиле. Сега ние зборуваме од 23 декември намаму. Од 23 декември намаму. Која беше вашата идеја за решавање на проблемот со името? На што ќе се согласеше Грција? Не верувам дека со Груевски никогаш не сте разговарале на оваа тема, за да не ги знаете искуствата или со Милошевски или со било кој од вашите претходници, за да знаете кои се цврстите с позиции и на Грција, меѓутоа и на меѓународната заедница. И зошто ВМРО ДПМН се доведе во позиција веќе и да не преговара за името? Видете, ставот на ВМРО ДПМН во моментот ги инкорпорира и ставот на пред некој ден во вашата емисија беше гостин господинот Тодоров, висок функционер на ВМРО ДПМН минатото, и господинот Милошевски. Но што е заедничко за овие двајца? И едниот и другиот се против. Ама се изјаснува. Едниот вели јас сум. Едниот вели јас сум за Бојко, другиот вели јас ки за Зонда. Вашиот став никаде го нема. Сега како да кажам? Ама не е така. 30 септември ќе дојде за неколку дена ќе видите мојот став. Видете, вас ќе ви повторам. Сега да се вратиме на она што го преговараме. Ова е планот А, Лупеска на Зоран Заев, не е на Христијан Мицкоски. Вие немате ни план А, ни план Б. Ако имате план А, ќе ка дадевте некое конкретно решение. Следува после планот А, ќе треба да го прашате Зоран Заев кој му е планот Б. Христијан Мицкоски кој ќе дојде во можност да има план А, тогаш ќе можеме да дискутираме дали тој план А функционирал. Вие сега имате човек кој што за да си го спаси своето лично минато, за да може да ползува определени привилегии во неговиот живот, беше способен и кадрен да ветува нешто што не е во можност да испорача, да се коцка како што самиот вели со сите кечеви на маса и џокери за иднината на неговата држава и со националните атрибути на неговата нација. И доаѓаме сега до една ситуација кога сме ставени сите во една Утре Заев ќе може да го прашаат за сите овие работи. Меѓутоа денеска ве прашувам. Штета што јас не можам да го прашам или па да дискутираме. Кажувате неговата одговорност. Меѓутоа која е вашата лична одговорност како лидер на најголемата опозицијска партија со едни вакви ставови? Убаво кажевте. Антонио Милошевски си има став бойкотирам. Тодоров имаше став дека ќе го пречкрта ливчето, а сепак излезе на референдум. Точно. Меѓутоа, не, он и Меркел прилично јасно кажа рече вака. Јас како што успеав да го разберам, јас сум за Европската унија и НАТО, но сум против договорот и ќе излезам ќе го направам ливчето неважичко. Неважичко. Заедничко и за едниот и за другиот што е дека се опортуни на овој договор. Така? Да, и се во рамките на нашиот став кој што вели сите оние кои што ќе одлучат да постапат со апстиненција и оние кои што ќе одлучат да се појават и да гласат против, но и оние кои што ќе одлучат да гласат за, се Значи, вие не сакате никаква одговорност да имате. Това знаете како е. Да немате одговорност, ако може. Не станува збор тука. Ќе цитирам Меркел, таа пред да влезе кај вас, тоест вие кај неја, бидејќи вие бевте во амбасадата, рече дека ќе ви каже за клучни прашања треба да има национална заедничка одговорност. Ви го каже истото и на вас? Точно и вие што ја кажете? Навистина, што ја одговоривте по прашањето? Не разгледувавме оваа реченица и реков и тогаш и сега ќе ја повторам ставот дека од пристојност не би сакал да ја коментирам, но не е таков. Не беше таков разговорот како што во јавноста вака беше представуван од определени медиуми. Рековте не е пристојно да го пренесува она што лично ви кажала. Коректен пријателски разговор за кој што секој си кажа своите аргументи, факти и така натаму. Точно, јас се сложувам дека опозицијата и владеачкото мнозинство секогаш треба да градат заедничка стратегија кога станува збор за вакви прашања, што во случајот дека мора да признам не беше така, бидејќи ние гледавме една слалом игра на 2-3 луѓе околу Зоран Заев. И сега ви е најлесно вие да немате одговорност. Не, видете, ние велевме вака. Процесот ви судира во зид. Не е добро во што го правите. Имаме црвени линии, излегува премиерот и вели
дедо ми, татко ми, децата, лево, десно, таблата ќе остане, ја не го прифаќам, за недела дена го прифаќам. Одиме на лидерска средба во мај, вели, и Линденска Македонија, немој велам човеку, не е добра оваа работа, ќе сите преговарачки позиции што биле создавани со времето наназад ќе ги поништиш. Целта не е и Линденска Македонија, целта е принципот на Ергонес. Не само тоа и ништо друго. Следа 2-3 изјави исто на министерот за надворешни работи, на вице-премиерката, дека само прифаќаме или ништо друго. Вие, кога ќе ве прашам нешто конкретно, не одговарате на прашање. Ама најконкретно не ми одговарате на прашањето. Не знам што по-конкретно. Значи, ако Меркел рекла дека и вие имате заклучни прашања, заедничко одговорност, а никогаш на новинарите не им кажавте Поинтата ми беше дека со ваков тип на политичари е просто невозможно вие да изградите заеднички став кога и да го изградите утре друг ќе биде. Добро, ама ќе ви се јават, тоа е сега. Добро, што разговаравте со Меркел? Ќе ни кажете? Навистина разговорот беше пријатен, разговорот беше еден дел разговаравме за мојот престој научен во Германија и вториот дел од разговорот беше на престојното референдумско изјавување. И што ја одговоривте кога праша каков е вашиот став? Тоа се искусни политичари, искусни дипломати кои што навистина такви прашања не поставуваат, но еве, бидејќи јавноста олицетворена во вас го поставува тоа прашање, веќе неколку пати во емисијата дадов одговор. Добро, ајде пак за дипломатите и разговорите со вас. Вие тогаш рековте математички да се изразам, сето ова што е кажано од страна на високите представници на меѓународната заедница е подмножество на нашето множество. А нашето множество е широко и ги опфаќа сите граѓани во Република Македонија кои што на овој референдум ќе имаат било каква активност. И тука се сите што ги наброевте. Бойкотирам, оние што ќе го пречкртат ливчето, тие што се против. Јас повеќе би сакал да кажам абстинирам. Абстинирам. Добро, сите се со назнака бойкотирам, никој не пишува абстинирам. Ова е можеби нов израз што ќе го применам. Мислам дека има и игнорирам, ако не се лажам, следно се во последно време. Сега вие сте има и такви политички партии, сакам да кажам, што се одлучија да игнорираат. Кој е множеството? Вие како ВМРО ДПМН е множество од сите граѓани? Вие тоа кој е множеството? Еве математички да се изразам како што вие велите. Кој е множеството? Множеството ги опфаќа сите оние граѓани кои што ќе тргнат крајно лево и ќе завршат крајно десно. Тоест, сите оние граѓани кои што ќе одлучат да абстинираат во процесот, сите оние кои што ќе одлучат да се појават на гласачките места и да гласат за, и оние граѓани кои што ќе велите нашето множество. Вие сте множеството што ги има сите овие, нашето множество. Нашето множество кое што е олицетворено во нашиот став. И јас сега ви го интерпретирам множеството од нашиот став. Добре, и математички ако се објаснуваме, тоа множество треба да има релација со тие подмножества. Која е конкретната релација? Математички сите тие се содржани во тоа. Релација. Имаме едно подмножество абстинирам, едно за и едно најмало за и едно така исто така множество кое што Ама референдумот е заедничкиот именител. Тоа е заедничкиот именител. Тоа е причината за ова множество. Ако беше референдумот, да речеме, како што требаше да биде, односно процесот на негово изјаснување и референдумското прашање како што требаше да биде, тогаш може би ова множество ќе имаше само две подмножества, не три. Има екзактни одговори. Точен или неточен? Да или не? Не, во математиката има само точен, нема неточен. Вие ќе ми дадете ли точен? 1 + 7 е 2, не може да биде 3. Вие цело време кај вас излегува дека е 3. Не е 2. Наистина, не би го коментирал тоа. Јас сакам да кажам дека и до сега не го добив одговорот на прашањата во однос на тоа како ќе се изјасните за референдумот. Затоа што пак ќе речам, не е спорно да го критикувате договорот, не е спорно да бидете против договорот, спорно е што не го кажувате ставот во однос на референдумот. Многу прецизно, јасно, гласно сме го кажале и во првата, и во втората, и во третата, и четвртата, и на крај во петата итерација. Вие уште колку литерации ќе очекувате? За 4-5 дена завршува референдумот. Значи немате више простор за бегање. Сега, како да ви кажам? Добро, ајде и уште едното ваше одговор. Ако референдумот биде успешен и мнозинството гласа во насока на поддршка на референдумското прашање, ситуацијата е јасна, ВМРО ДПМН тоа ќе го почитува. Останувате на тој став? Апсолутно, и тука нема никаква дилема, доколку волјата на народот е таква да референдумот е успешен, мнозинството од граѓаните го кажат својот став дека се за поддршка нова референдумско прашање, тогаш лично е како Христијан Мицкоски ќе ви кажам дека да, ќе го поддржам. Тоа значи дека ако се постигне цензусот
900.000 над. 900 колку се таму, да. 3-4.000, од тие гласат, мнозинството 50% плюс 1. Ако вие и сами сте свесни, бидејќи сте математичар, и анкетите покажуваат дека не сите што се на избирачкиот список се присутни во Македонија, што значи дека 300.000 гласачи можно е да одстуваат од Не, гласање. тоа Значи цензусот не е е предмет на неостварен. математика, ова е предмет на математика, тоа е цензусот е предмет на неостварен. социологија, тоа е на поинаков Не, пристап. зборувам за бројките и за друго е да се извади цензус и бројка од 1.800.000 и кусор, друга е од неприсутните. Вие се обидувате преку математичка операција да пондерирате социолошка категорија. Во ред, Добро, ве сега, разбирам, значи, ви кажувам- од 1.800.000 велите Не сите присутни се во Македонија се да. X проценти Или помалку и тоа. Варијантата да не може да се постигне цензусот. Имаше Државната изборна комисија, повик, го покажа на увид избирачкиот список, секој кој што имаше замерки на истиот можеше да поднесе до Државната изборна комисија определена поплака, жалба и така натаму за бришење, додавање и слично. Се затвори, се заклучи избирачкиот список и тоа е веќе екзактна наука, да се вратиме на што кажавте, дека 1 плюс 1 е 2. Се знае точно математичкиот тој број што се 50% плюс 1, се знае од тие 50% плюс 1 што се 50% плюс 1, за да речеме дека референдумот е успешен. Всушност, ако се сеќавате, уште во 2015-16 година барањата од страна на владеачкото мнозинство беа, се извинувам, од страна на опозицијата во тоа време, сега владеачко мнозинство, беа ревизија на избирачкиот список, бил голем, бил малков, таков, онаков, излезе дека се направи таа Државна изборна комисија со експерти кои што за жал понатаму излегува дека не се експерти. Се констатираше оваа бројка која што е малтене и сега, така што мислам дека таа бројка го има легитимитетот и од тогашните барања, но и од реалната Овој ваш став сегашна го ситуација. слушнавме една вечер пред пратениците 20-тина да се изјаснат дека нема да ги поддржат уставните промени без да ги почекаат резултатите од друга страна од референдумот. Не, они мислам дека ставот ниве не е таков. Нивниот став е во рамките на оној став кој што го имаше и партијата. Факт е дека е, меѓутоа ако пак треба, ако вие сте рекле дека ако референдумот биде успешен и мнозинството гласа во насока на поддршка на референдумското прашање, ситуацијата е јасна, ВМРО ДПН тоа ќе го почитува. Значи дека оваа ваша изјава не кореспондира со нивниот став дека нема да ги поддржат уставните измени, а пак ако референдумот беше успешен, Дел нив нема да ги поддржат, еве имаме ставови кои што велат ќе абстинираат, нема да се појават во рамките јас на тоа го сваќам нивниот став. Инаку ако вие мислите за процесот потоа, треба да дискутираме во рамките на партијата и да донесеме конечен став. Јас ви го кажам мојот став дека Христијан Мицкоски е тој кој што ако ова се случи, ќе постапи вака и вака. Нама не сте вие вака велите. Ситуацијата е јасна. ВМРО ДПН тоа ќе го почитува, а од друга страна пратениците се изјаснуваат и не кореспондира со ова што вие го Да, тоа е мој став. И јас стојам за тој став. Ама кој е ставот на ВМРО ДПМН? Вие немате еден заеднички став, добро, јасно е дека немате, меѓутоа како зошто тие се изјаснија дека нема дожд ќе има за 16 дена од сега и некој да рече јас ако има дожд нема да носам Ама вие велите дека ако е позитивен, ВМРО тоа ќе го почитува, а тие се изјаснуваат без да го видат сега да исходот. одговарам во името на други. Еве, јас ви го кажав, ако за 10 дена од сега има дожд, јас ќе носам чадар. Не, вака видете сега. Дали другите ќе носат, не знам. Пресериозно е прашањето. Што ја ако е многу сериозно позитивен не тогаш референдум? Што со овие 20? Ја не Ќе го верувам дека сменат ќе ставот? биде, не верувам дека ќе биде. Не, ќе го сменат ставот. Тоа ќе треба да ги повикате и да ги прашате сега, не знам Ама како. вие партија водите или гранап, сега да ве прашам? Па токму затоа што водам партија која што има 140.000 членови, имам легитимно право да отворам внатре-партиска дебата и да ги слушам мислењата Ама сте лидер. Нормално и ќе си го кажам како лидер мојот став. И вие како лидер со колективно раководство водите? Не, ама како лидер кој ќе се отвори прашање за некоја тема си го кажувам својот став и тоа не значи дека тој став треба да биде конечен. А значи не е партиски став. Молам? Не е партиски став. И на таа дебата, но и сега ви го кажувам дека ова е Христијан Мицкоски, ако имаме успешен референдум, што не верувам дека ќе имаме успешен референдум, имајќи го предвид ова што вие го кажавте и анкетите и сето она што се случува во држава во изминатиот период, комплетно промаршената кампања, навигацијата од терен што слушаме од луѓето, погрешните политики кои што ги води владата, ние нема да имаме успешен референдум и тој референдум ќе биде за ВМРО да помане во тој момент. Па тогаш зошто изјавувате дека ако е успешен ќе дадете поддршка на референдумското прашање? Прашањето што мислите, што ќе кажете вие ако ова биде така? Еве, јас го кажав мојот став. И сега да не го повторувам 17 пати, тоа е тоа.
Добра, што со оние пратеници кои мислат поинаку? Па ги викнете, ќе ги прашате. Ама се видите, вие секој ден ги гледате и вие не разговарате меѓусебно? Не градите заедничко ставови како пратеничка група, како извршен комитет, како централен комитет, како партија? Не сме имале состанок координација на темата што ако ова се случи. Сега имавме став, имавме координација која требаше да се изгради ставот. Тој ден седнавме, се сослушавме, разговаравме, ги отворивме сите аргументи, донесовме став. Значи сепак треба да ги почекате резултатите од референдумот па да изградите став. Затоа велам Христијан Мицкоски. Ама затоа ве прашам зошто па сега излегува со ваков став, а не го почека исходот за да се договорите на извршени на централен. Треба да ги повикате и да ги прашате. Можеби кога ќе дојдеме на координација со пратеничката група, ќе излезат тони со таков став. Јас ќе излезам со поинаков додека не утврдиме конечен став. Конечниот став сите ќе го почитуваат. Ова ВМРО ДПМН не е својствено за оваа партија. Па ова ќе го разберам како комплимент од ваша страна. Па добро, не знам колку е демократски или дезориентирано. Ако ова е комплимент, ви благодарам. Од друга страна, што со оние пратеници кои што пак, доколку Брисел и на Вашингтон го поздрават референдумот и без цензус, но со мнозинство гласови, 550.000, 600.000 гласа за. Тогаш како ќе се однесувате? Вие како Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН како партија? Ама ние можеме до утре да играм играта, вие како јас го кажав мојот став кој е. Добро, тогаш како ВМРО ДПМН ќе се однесува? Ке треба да почекаме тоа да се случи, да имаме координација на партиските структури и да го кажеме нашиот конечен став поврзано со тоа прашање. Вие нели мислите дека им отежнувате на вашите пратеници со ваквите ставови? Напротив, мислам дека многу им олесно. Нели ќе им олесневте ако бевте против договоров и кажавте дека ВМРО ДПМН ќе има став против? Да, така ќе беше најлесно, доколку на референдумот имавме прашање кој што ќе беше исклучиво за договорот и тогаш сите ние ќе излезевме и ќе кажевме: ајде, имате сега шанса да не победите, пошто се фалите, многу сте силни, јаки, кога сакате можете да не победите. Ајде, ставите го тоа референдумско прашање, да ги вкрстиме аргументите на терен и да видиме кој Добро, имаме уште прашања, по рекламите продолжуваме со интервјуто. Продолжуваме со разговорот со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Господине Мицкоски, цело време вас ви се аргументи дека нема гаранции дека Грција ќе го почитува договорот. Не видите? Повторно, тезата не е вистински поставена. И во времената спогодба стоеше дека Грција мора да го почитува правото на Македонија да биде интегрирана во некоја меѓународна организација, како што се НАТО и Европската унија. Истото и во 2011-та го потврди Хашката пресуда, па не се почитуваше. А сега само им дава дополнителна алатка, а сите ние предности кои што ги имаме од минатото се бришат. Односно се само откажуваме. Најмногу ВМРО ДПМН ги критикуваше резолуциите 817 и 845 и времената спогодба. Сега испаѓа дека и тоа било предност на Македонија, е подобро од ова сега што го имаме. Ама видете, од ова све е подобро. И сега со договорот тие предности ги губиме? Тоа до вчера што ВМРО го критикуваше цело време. Ние не ги губиме, ние се само откажуваме од нив, трајно ги губиме. Значи според вас е најдобро ФИРОМ да остане? Видете, според мене најдобра Република Македонија да остане. Меѓутоа знаете дека е неможно, така? Видете, свесен сте. Логично, математички 34 држави во светот ја признале оваа држава под уставно име. Значи знаете дека тоа неможно е. И никој во тоа време не можеби немало да поверува дека толку држави ќе ја признат. Ние со оваа така наречена спогодба, односно договор, имам право да сум против. Еве, сум против тој договор. Така, имам право да сум против. Тоа е легитимно. И сакам да го бранам мојот став пред граѓаните, ако сте вие јавноста, сте, да го бранам мојот став зошто сум против. Еве, ви велам неколку атрибути зошто сум против. Почнавме од преамбулата. Не, кога зборуваме за гаранциите. Од преамбулата почнавме, значи, од повелбата на Обединетите нации. Најдобро е да не се решава спорот, да се остане така како што беше. Апсолутно. Еве, ја цитиравте програмата, ако ја продолжите таа програма на 234-та страна на ВМРО ДПМН, ќе видите дека ВМРО ДПМН ќе преговара, ќе продолжи да преговара за фер, достоинствено решение. Ова не е ниту фер, ниту е достоинствено. Ова е тотално асиметрично. Околу гаранциите. Знаете, видете. Најголемата теза која што ја слушам, ова е компромис, компромисот не е фер, тоа е тешка одлука, а го гледаме премиерот распеан, насмеан на сите овие спотови, не баре роденденска прослава правиме. Втора работа, ја не гледам стварно што се откажала соседна Грција. Ако ние зборуваме за националност и државјанство, односно јазик, и тоа да го елаборирам. Што за вас е решение? Што за вас е решение? Рековте да не се промени името е решение за вас? Ако сте во позиција да преговарате. А добре, вие ќе гласате ли?
Што за вас е Вие решение? ќе гласате ли на 30? Што за вас е решение? Ви реков, еве, решение за мене е секој оно решение кое што ќе биде достоинствено, честно, кое што нема да Тоа е релативно прифаќа достоинствено, честно. Но никој не може да му се кое што погоди. нема да содржи промена на уставот, а со цел промена на уставното име по принципот на ергомнес. Видете, ја не можам сега да се однесувам коцкарски и да речам за мене е решение она која сите кечеви ќе ги фрлам на маса и ќе се коцкам со интересите на граѓаните на Република Македонија само за да можам ја во мојот живот да се дограбам до фотелја, да уживам привилегии, а од друга страна народот може и за избори да се спремате со од друга страна народот да не добие никаква гаранција. Значи вака, кој е условот да влезе Македонија во НАТО? Кој е условот? Во 2018 за да влезе Македонија во НАТО и да го почне процесот на влез во НАТО, кој е условот? Кој е условот? Видете, сега ако ние дискутираме кои се условите за да ние почнеме преговори со Европската унија, ако за да влеземе во НАТО, еве за во НАТО ќе кажам се истите услови што важи во 2008-та. За да влеземе, за да отпочнеме. Која е изјавата на Столтенберг? Еве за да изјавата на Столтенберг која е изјавата од 2002 година на портпаролот на НАТО алијансата? Значи, изјавата на Столтенберг во моментов е валидна е таа што Македонија би ја однела во НАТО. А во 2002-та беше една изјавата, 2008-та па добро, сега зборуваме вето. дека, значи 2018-та Столтенберг има дадена изјава во која што вели дека услов за влез во НАТО е исполнување на одредбите односно договорот. Референдум успешен, поминување на договорот со уставните измени и така Македонија би влегла во НАТО. Тоа е условот. И да помине во грчкиот парламент, но еве јас ќе ви цитирам изјавата од 2002 година на портпаролот на НАТО алијансата и 2008 повторно добивме НАТО. Зборуваме за 2018. Во последниот извештај од Европската комисија многу јасно стои вели покрај овој договор за да вие почнете преговори со Европската унија, вас ви требаат и неопходни реформи уште во 4 други области. Кој е условот за влез во НАТО според Столтенберг? Еве жени, се извинувам, Лупеска. Ако ние ги направиме сите неопходни реформи, кои што вие ги нарековте како домашна задача, и еве како што велите вие, овој договор помине све ова како што е направено. Дали некој од другата страна вас ќе ви даде гаранција дека вие ќе бидете членка на Европската унија? Еве, Столтенберг вели дека ќе бидеме членка на НАТО. Еве, јас ве прашувам. Зошто вие не сакате да ми одговорите на тоа прашање кога ве прашувам што вели Столтенберг? Па јас се обидувам да ви кажам дека нема никаква гаранција, нити од едната, нити од другата страна. Еве во НАТО гаранција Столтенберг вели исполнувањето на договорот. Видете, во референдумското прашање, јас ви велам дека НАТО нема потреба да биде согласно одлуката на Уставниот суд или не го почитуваме, не е битен Уставниот суд. Значи зборувавме и велевте дека нема гаранција. А во референдумското прашање стои Европска унија и НАТО. И сега ние ако ги гледаме работите еднострано, тоа што ни одговара да го коментираме, тоа што не ни одговара. Значи ако нешто направи во интервју, цело време се обидувам да се потпрем над конкретни цитати и изјави. Било да се работи за Столтенберг, Меркел или вие лично. Ништо не кажав надвор од тоа. Се повикав и на одредбите кои што не ги признаваше ВМРО исто така и привремената спогодба. Значи се повикувам на конкретни работи. Вие сте политичар, лидер на опозиција, легитимно е да не сакате конкретно да одговорите. Меѓутоа, ја бев многу конкретен на сите ваши поставени прашања и тези, или одговорив конкретно, или ви презентирам моја контратеза. Да ми кажете која е условот за влез во НАТО? Во 2018 година. Ако еве ќе кажам, да, еден од условите можеби е овој договор. Да, еден од условите. Не, значи конкретно тоа за Европска унија се согласивме. А за Европска унија? Освен поминувањето на референдумот, името и слично, потребни се реформи и тоа се па има уште 28 други услови да помине поканата во парламентите на државите членки на НАТО, да помине договорот во грчкиот парламент и така натаму. Ајде кажете вака, значи немаме многу време, имаме и гледачи. Што значи, нуди ВМРО ДПМНЕ како став? Односно, според мене, ако сте неконзистентни во изјавите, а сте според мене, добро што се оградивте, бидејќи тоа според вас. Според мене, која е вашата визија за ВМРО ДПМНЕ? Каде ја носите вака? Каде ја носите ВМРО ДПМНЕ? ВМРО ДПМНЕ е партија која што е, се разбира, современа народна партија, која што својот легитимитет го црпи од народот, конзервативна десна партија, која што ги нормално презентира политиките на десницата, на конзервативната идеологија се разбира е дел од нејзиниот начин на функционирање, така што од самиот почеток кога оваа партија била формирана во 90-тите години, нејзина основна цел била евроатлантското интегрирање на Република Македонија се разбира, но видете
ова сега денеска што се случува не е планот А на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, што ја Нити носите овој вие? план А не бил нити на некој од претходниците мои во рамките на партијата, нити на некој од претходниците на Зоран Заев во рамките на неговата партија. Меѓутоа, ваквото ваше изјаснување, каде што сте множество на многу подмножества, во кои што има и радикални размислувања и идеи во рамките на бојкотирам, може ли да ја изолираат партијата? А вие сите ние кои што ќе бојкотираат ги ставате во групата на радикални елементи? Не, кои има и радикални елементи. Дали влегувате во на еден тежок терен, лизгав, во кој што можете да ја доведете ВМРО ДПМН кон радикализација и изолација на овој начин? Не, напротив, токму ради тоа нашиот став е прилично јасен, концизен од самиот почеток, принципиелен и ги опфаќа сите овие што за вас спаѓаат во групата на радикални елементи, а кои што се одлучиле да абстенираат. Само да ве потсетам на последната анкета, јавното мислење, таа бројка на овие така наречени радикални елементи, кои што јас не ги нареков така, јас поинако ги нареков, напротив, тоа е една автохтона како да кажам, иницијатива која што произлегува од револтот кон системот, кон институциите, недовербата што ја имаат тие граѓани под институциите и кон... Значи, сакавте да кажете на анкетата дека стигнаа до бројка 28% тие што... 30% се тие. Дали работите на теренот за изјаснување на луѓето под абстениран? Може би требало да биде дел од она што го покажавте на почеток на емисијата, инсертите од моите обраќања на овие протестни маршови. ВМРО ДПМН нити некогаш работило спротивно на она што кажало, нити ќе работи. Не, повторно ќе кажам, ние сме принципиелна партија која што кој ќе донесе став принципиелно понатаму го брани на терен. Добро, во моментов ја не го гледам ставот, меѓутоа сега да ве сега видите, ја не можам да ве убедам да видите нешто што на пример ако е ставот различен од оној кој што го има владата на Република Македонија. Јас ви кажам дека е легитимно право. Еве во дебатата со вас, вие ќе излезете ли да гласате на 30? Значи јас поставувам прашање овде, не вие. Ама дебата водиме, вие сте гласот на јавноста, јас сум лидерот на... Ќе видите на 30. Добро, во ред. Значи сме исти. Немаме конкретен став. Апсолутно, јас не сум лидер на партија, ниту имам политичка тежина. Вие сте гласот на јавноста, рекол? Не, меѓутоа јас не сум таа што треба да се обрати ниту на симпатизери, ниту на членови, ниту на луѓе за кои што претендирам утре да ги однесам во власта. Ние според законот и според сега сигурно неколку стотици илјади луѓе не гледаат. Според ако сте прочитале, според принципите на Агенцијата за аудиовизуелно не смееме да учествуваме водителите и новинарите во спотови или ништо што е поврзано со референдумот. Човек учи дека е жив, не сум прочитал, да, точно ви благодарам. Меѓутоа велите не ја носите ВМРО кон изолација. Што ако побуне референдумот се направи Македонија еве добие една позитивна атмосфера за влез во Европската унија и НАТО. А вие останете со став дека ете имало луѓе што абстенираат, не излезете утре задутре на референдум. Тогаш не ја носите ВМРО ДПМН кон изолација. После 30 септември ќе дојде 1 октомври, ќе останат реалните проблеми за граѓаните. Луѓето ќе се прашуваат како да поминат од први до први. Ќе останат оние криминални тендери во здравството, криминалните иновации во рамките на раководењето со институциите од страна на оваа влада. Мускули на терен ќе се покажуваат, луѓе ќе се апсат, ќе се притискаат и така натаму. Сите оние аномалии што не треба една држава која што пледира да биде дел од европското семејство, да ги има, ние ќе ги имаме и нормално ВМРО ДПМН ќе продолжи со сите своји сили кои што ги има на располагање да се спротивстави на таквиот начин на политики од страна на водачкото мнозинство. Верувам целта ви е некојаш да ја донесете на власт ВМРО ДПМН. Видете, целта на ВМРО ДПМН и јас како нејзин претседател е да наследните, дали ќе бидат предвремени или редовни парламентарни избори, победи врз основа на една програма која што ќе биде темелена на принципите, честноста и искреноста, која што во себе ќе инкорпорира решенија за реалните проблеми на граѓаните. Со кој ќе коалицира? Ние не можеме да излеземе. Со која партија на албанците ќе коалицира со вакви ваши ставови? Еден пример, ако ми дозволите, со која партија на албанците ќе коалицират? И постои таква во моментов или не знам зошто вие ми се заканувате. Не ви се заканувам, ве прашувам. Не знам зошто мислите дека не постои. Напротив, ја мислам дека постои. Секоја една партија од албанците која што ќе сака да коалицира со победникот на следните предвремени или редовни парламентарни избори, ако тоа биде ВМРО ДПМН, ќе седнеме, ќе разговараме, ќе ги поставиме платформата на тие разговори, доколку не идеме заеднички јазик ќе коалицираме, доколку не идеме. А зошто прашањето не се постави обратно? Зошто мислите дека ВМРО ДПМН
нема коалицијски потенцијал со албанците, а каде е потенцијалот на албанските партии со ВМРО-ДПМН? Добро, тогаш очигледно ваше е да го решите прашањето дали е можна коалиција. Видете, со албанска партија, затоа што и на претходните избори ја заустривте риториката во кампањата кон албанските прашањата на албанците во Македонија. На овој референдум нема јасен став дали ќе излезете, а знаете дека партиите на албанците им е клучно. Под заострена реторика кон албанците, напротив, ја мислам дека имам прилично коректни односи. Можам вака да кажам дека исклучително професионални и нормални, така што не гледам никаква причина да во иднина ВМРО-ДПМН не коалицира. Зошто вие не мислите дека ВМРО ќе победи со 67 пратени? Јас не велам дали ќе победи или не. Може би ќе победиме со 61 дали каква е вашата визија? Не, дали имате? Чисто е и тоа е возможно, нели, да победиме со 60. Сме докажале дека и со 63 математички со 63 сме победили. Видете, знаете, една ниска страст сега ќе ја споменам како пример. Рековме нема да ги користиме средствата за кампања и замоливме да се пренаменат тие средства за изградба на гимназијата Кирил Печиновиќ, тој делот каде што треба да неколку паралелки да посетуваат настава. Излезе министерот, излезе тогашното локално раководство на СДСМ и вели има тендер, сега еве предвидени се пари, почнуваме во септември. Септември веќе заврши. Добро, сега вака, вие немате никаква кампања. Не, сакам да ви кажам официјална. Вие немате официјална кампања. На политичарите кои што во моментот за жал ја водат владата на Република Македонија. Имаме прашање од гледачите. И нивните клонови надоле продолжуваат не со иста динамика. Имам обврска да ги поставам прашањите од гледачите вака. Излегува на телевизија, држи прес и вика еве во септември тендерот. Ова имате прилика, верувам, во некој дуел да сето тоа да ги прашате. Перица Стојковски прашува дали размислувате за оставка по успешен референдум. Ве молам ако може блицот, имаме 10 минути за одговори на одговорноста на политичкиот лидер се добива и се одзема на избори каде што ќе се бираат пратеници, односно на парламентарни избори. Што по неуспешен референдум, прашува Даниела Петровска, дали по неуспешниот референдум ВМРО-ДПМН ќе повика на предвремени парламентарни избори? Одговорив, после 30 септември доаѓа 1 октомври, реалните проблеми остануваат, но она што ќе биде поразлично е што владата предводена од СДСМ и Зоран Заев ќе го изгуби легитимитетот пред гласачите и македонската јавност. Наташа Тасевска прашува кои се следните ваши четкори како најголема опозицијска партија ако референдумот пропадне? Па мислам дека одговоривте на ова прашање. Елена Куковска исто. Значи најмногу сакаат да знаат кои ви се долгорочните планови по референдумот. Најмногу тоа сакаат да знаат. Дали имате вие план и визија? Како немаме ни план и визија, зарем во овој момент ВМРО-ДПМН Лупевска е партија која што кога би било ова трка на 100 метра, многу лесно сега ние ќе се расфрлиме вака тап на секој 10 метра што ќе правиме, но јас поинаку ја сваќам политиката и од она кое што до сега се гледа на теренот, но и од она што можам да го видам, а се темели на бројки, кои што ги добиваме како анкети, навистина успева да биде препознаено од страна на граѓаните и да биде валоризирано. Зошто не излезете вели Никола Димитриев со јасен став за бојкот, кога и вие знаете дека само така ќе биде достојни да бидете на чело на ВМРО? Да, тоа е чувство, тоа е став темелен на чувства и навистина. Па вие рековте чувства и разум, сега вие психолог ли сте или социолог да гледате што е емоција, што е разум? Не чувства и емоција сега. Емоција и разум. Значи не кажувате ништо. Јане Василев, кога планирате да ги исчистите своите редови од шарени и амерички полтрони? Еве. Јас исто така сум застапник на политиката, секој зрно во амбарот, така што мислам дека политиката треба да се практикува со многу разговори со луѓето, така што терминот исчистите наистина не би можело да има. Јас не само ви кажувам дека цитирам. Па одговараме, некој ќе се ваши. Прашува дали ќе си дадете оставка и ќе дозволите Митко Јанчев да дојде на претседателската функција на есен или на зима? Прво, Христијан Мицковски не е тој што дозволува или не дозволува. Партијата си има органи, тие органи одлучуваат за тоа кој ќе биде председател на таа партија. Се знае како се станува председател на ВМРО-ДПМН, преку конгрес, тој конгрес се знае како се свикува, преку двотретинско мнозинство од страна на Централниот комитет, така што доколку органите на партијата констатира дека е неопходно тоа, тогаш јас нити можам да дозволам, нити можам да не дозволам. Имате ли стравување дека
Можно е нешто такво да ви се случи доколку се види на крајот на 1 октомври дека не сте ја воделе партијата во вистинска насока по прашањето за референдумот? Не, апсолутно. Јас ви кажав дека сите оние политики кои што ги водиме до овој момент се препознаени и силно вреднувани од страна на македонските граѓани. Тоа можете да го забележите, повторно ќе кажам, и на јавните мерења, тоа можете да го забележите и на посетеноста на овие маршови кои што ги имаме. Лично. Ако се утврди дека не сте ја воделе партијата во вистинска насока, дали бисте по кој мери систем и критериуми се утврдува тоа? Па веројатно на партиските органи и тела. Се разбира, секогаш кога ќе констатира Конгресот дека Христијан Мицкоски не треба да води партијата, тука нема ние да се спалуваме. Трајче Златинов вели дали со претседателските ќе има и предвремени парламентарни избори, дали сте за тоа? Видете, целта на опозицијата секогаш е да има предвремени парламентарни избори, се разбира, но за тоа одлучува владачкото мнозинство. Дали се слушате со Груевски? Дали се некој прашува со псевдоним, морам да кажам дека некој Тврторев прашува. Како Тврторев? Колку пати дневно се слушате со Груевски? Колку пати дневно се слушаме? Да, или дали се слушате со Груевски? Еве ќе морам да го разочарам господинот дека не се слушаме по неколку пати на ден. А се слушате ли, дали комуницирате и дали примате совети од него за водењето на извесен период немаме комуникација. Се случи нека преломна точка поради која немате комуникација? Немаме никаква преломна точка, напротив, односите ни се во рамките на тоа што ни беа и претходно. Едноставно, проблемите во партијата и сите оние предизвици кои што се на една страна, човекот си има други предизвици животни кои што во овој момент ги гледате во јавноста, така да... Истиот човек прашува дали работите на негова амнестија, барате негова амнестија? Не, тоа е извртување на тезите, категорично ги одбивам сите оние шпекулации, небулози кои што во јавноста беа пласирани изминатиот период. Добро, еве гледам кои се... Да, каков подобар договор ќе постигневте вие со Грција и ќе не внесевте во ЕУ-ИНАТО? Одговоривме на тоа прашање. Да, одговоривме на тоа прашање. Дали ВМРО-ДПМН ќе ја почитува одлуката на судот во врска со обвиненијата против поранешното раководство? Груевски, Мијалков, Јанакиевски, Јанкуловски ги наброиле. Па не е тој ВМРО-ДПМН што треба да ги почитува или не треба да ги почитува. Се знае кој носи одлуки, кој не носи одлуки, кој ги обжалува, како ги обжалува и така натаму. Ќе ставите на органите на правдата. Па нормално. Јас имам уште некои дополнителни прашања. Кога овдека го правев интервјуто со Митко Јачев, а потоа и со Тодоров, кои имаа различни ставови од оние што вие вечерва ги кажавте. Не, мислам дека таа теза е да расчистиме, ќе кажам дека ставовите на господинот Тодоров и ставот, еве конкретно на пратеникот Милошовски, се дел од вашето множество. Од нашето. Да, која има во корелација со сите множества. Како што впрочем и он ви кажа тука на емисијата дека добија многу закани и за време на емисијата и потоа. Сериозни закани по живот. За секаква осуда се разбира. Дали беа организирани, дали мислите дека се организирани од некогаш закани, бидејќи се многу бројни? Од кого имате некакви индици? Дали има во партијата луѓе кои што еве и со вас разговараат или кога се натерани, кои ги оседуваат и тоа дали сте го почувствувале? Секоја една јавна личност, секоја јавна, видете. Ќе биде ама не се изјасниле поинаку, јас ви кажав дека се во рамките на партискиот став. Прво тоа се мои пријатели, тоа се луѓе со кои што сум поминал во партијата изборни циклуси наназад и такво нешто да некој, не дај Боже, толерира такво организирано, како што вие велите, заканување, надвор од здрав разум. Второ е за секаква осуда, а трето, ако имате некакви индици, ве молам споделете ги со нас за да можеме да действуваме. Па може да ги прочитате на нивните профили. Не, видите, секоја јавна личност е подложна на секакви коментари од страна на јавноста. Еве вие сте прозорецот кон јавноста, знаете дека имате и ваков и онаков момент. Имате и пофалби, ловореки комплименти, но имате и критики, закани и така натаму. Што со оние пратеници, како ќе ги заштитите вашите пратеници, пратениците на ВМРО-ДПМН, доколку се решат по референдумот да ги поддржат уставните промени? А да не ги утепат на улица некои. Ќе го почекаме ставот на ВМРО-ДПМН после референдумот, да ви увидиме резултатот од референдумот, па потоа ќе заштитуваме вака или онака ќе действуваме. Тука повторно ќе се навратам на тоа дека 20 пратеници и покрај тоа што сега велите дека ќе почекаме се изјаснија така како што се изјаснија дека нема ги поддржат. Точно и ви дадов одговор на тоа прашање во првиот дел од емисијата. Значи за некој ќе почекате, за некој не мора да се почека. Ќе почекаме да заврши референдумот и да го изградиме ставот. Ќе повторам истото што ја кажав и во првиот дел од емисијата.
Ето, секој си има став собствен до моментот додека не се изгради заеднички став. Кога се изгради заеднички став, сите го почитуваме. И тоа е убавината на демократијата. Значи, овој нивни став важи се додека партијата не донесе конечен став. Не гледам што е различен нивниот став од партискиот став. Ќе ги заштитете ли оние кои се разбира, секој член на ВМРО ДПМН, не знам зашто вие се фокусирате на пратениците. Секој член на ВМРО ДПМН е дел од ВМРО ДПМН, ние тоа сме го кажале во многу наврати, организацијата е народот, народот е организацијата, така што тоа го прави ВМРО ДПМН посебно и различно од останатите политички субјекти, што ние заеднички делуваме и заеднички се грижиме и за проблемите, но и за убавите моменти. И за крај кратко да ми одговорите, во колку часот на 30 ќе одлучите дали да излезете на референдумот или не? Во 10 кога ќе се направи првото мирање на цензусот, во 12, во 14 часот или некаде во 18:30? Па, еве, ајде нема да ви одговорам во оној стил, ако беше ова квиз ќе ви одговоре вака или така, но еве ќе ви одговорам поинаку на тајмер. Навистина јас не го програмирам мојот мозок за да можам да ви одговорам концизно во временски рок колку ќе зависи од цензусот. Не, видете, јас го кажав мојот став. Мојот став е јасен. Јас сум против договорот, категорички ви елаборирав зошто сум против. Кога ќе одлучите што ќе правите? Според она навигација јас која што имам овој референдум ќе биде неуспешен, а ако ме тоа е мојот однос кон референдумот и договорот. А ако ме прашувате како ќе постапам, ќе мора да причекате на 30 и да видите. Дури и на роденденот нема да ни кажете, ти рековте пред на 29. Да, благодарам. Се надевам ќе ми честитате. Ќе видиме. Благодарам многу за овој интервју. И вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со топ тема на ваша страна. Пријатно вечер.